Еден мој комшија ме зема во Рубин Кармин, прва генерација отворивме тогаш и од тогаш го почнав занатот. До 76-та таму работев, напуштив и од тогаш во чашија сум. Прв од моја фамилија, златар, после мене сега ги имам 5-6 души, што ги имав чираци. Се наоѓаме во една од златарите на старата Скопска чаршија, која се вика Елиф. Тука сум со еден од најстарите занаетчи, господин Меджид. Добар ден. Добар ден. Како сте? Добри сме. Како оди работа? Работата е слабо, не само кај мене, кај сите е слабо. Како го започнавте вие овој занает? Зошто баш со злато? Ја бев запишан во уметничка школа, пошто ми идеше цртањето многу. Еден мој комшија ме зема во Рубин Кармин, прва генерација отворивме тогаш и од тогаш го почнав занатот. До 76-та таму работев, напуштив и од тогаш во чашија сум. Во Скопска чашија порано, ама добро, тогаш беше Југославија, работевме со 22-3 милиона, сега со 1.500.000, нема ни 2 милиона и низок стандард. Тоа е убивање, занатите ги убија, многу занати затворија. Имаше тука јужари, лимари, што друго, дограмаджи, сега во чашија електричари имаше, сега ако ти треба некој водоводчија или електричар, треба да бркаш да најдеш, не може да најдеш. Ја наследивте оваа професија или? Не, наследство не сум имал. Од почеток ја прв од моја фамилија, златар, после мене сега ги имам 5-6 души, што ги имав чираци и 2-3 братучеда, кои сега ќе го наследат тие сигурно. Ама тоа е тоа. Ама треба да се има волја, кога има работа ќе наследат, ако не и тие можеби ќе затворат. Во чаршија гледам дека има многу туристи. Дали купуваат повеќе туристите или нашите? Сега ќе ви кажам, ова сезоната беше нели свадби се прават летно време. Ова година што да речеме до лани беше 30%, ова година ни 5% не сме работеле со гурбечиите. И тие имат криза веројатно. Не се по тоа, а од туристите вака ги има многу, врие како во стадион да си и горе доле само се шетат, имат профит кебапчилници, ресторани, чајджилници, сладкарници. За нив има работа. Па и тие не толку, ама пак имат. Кај нас е катастрофа. Плюс нашиот луксузен занает, ако има ќе го зема, ако нема. И тие што имат пари не купуваат тука, тие идат надвор. А дали сте имале чираци, дали доаѓале, се заинтересирале да следат вашата професија? Порано молеа многу, земи ми го синот. И како да сум знаел, на секој му викав дека нема да трае многу ова работа. И сега младите пак највише се преориентира на сребро. Оти поевтино, истите модели ги има од сребро. И стандардот го прави тоа, иначе злато си е злато. Не може да се поравни со среброто, ама работата е во тоа што и тие не сакат да трошат толку. Например, за свадба, снаата вика, колку планираш да ми купиш, толку дај ми пари мене, дали на одмор ќе идам или ќе си купам нешто за дома. Нормална работа. Тие се тие проблеми што секој ден само растат, не да стивнат, него само растат. Кажете ми, дали вие ги изработувате сами, пример, некој од, да речеме, некој од накитот, или дали сте го правеле тоа порано? 90% сами. Само ланчињата, бидејќи се машините се скапи. Како се изработува златото? Од почеток има топење, се топи златото, после се валца во машини, во жица, плек или што треба, после све другото рачно се прави.
се полира на крај, се монтира тие што се со камчиња, што треба да се резва, ги резваме. А ги одбирате дизајните или сами сте ги правели? Ги мислиме, сами ги мислиме. А тие одбирани што се, тие се серијски, овие се уникат по едно. И да сакаш две исти да ги правиш, нема да бидат исто, рачно. Значи може да ве наречеме и дизајнер на накид? Да. И во Рубин дизајнирав ја. Дизајнирав на два сајма овде кога се одржува порано сајми во Скопје и во Загреб. Прво место имав за некои мои модели. Ти викам, уметност имав ја и од тоа дојдов на ова. И тоа ми помогна многу. Значи изработката на наките и уметност, да речеме на еден начин. Уметност е чисто и поголемо од цртањето, ова треба да го правиш, а тоа само го црташ. Сега новите генерации, какви модели бара? Дали се поразлични, поедноставни од порано? Сега од овие модели ретко дали ги има два-тројца што ги правиме во чашија, од старите луѓе. Иначе сега се работи серијски, има машини разни, све изгледа техника, све со техника сега се работи. Значи фабриката доминира? Доминират, тие доминират, отварат погони и си работат. Кажете ми, како се разликува среброто од златото во преработа? Добро. Среброто е многу помеко, тоа полесно се работи. Меѓутоа има во сребро филиграно тие главниот. Тоа е све рачно. Тоа како жените кога порано везеле, не знам што правеле, исто тоа све рачно се прави, еве го. Види го тоа доле, рачно се прави тоа, филиграние. Тоа работната рака му е скапа, иначе среброто е многу ефтино. Специјално ми остави впечаток овој прстен, токму го ставив и на рака, каква изработка? Тоа е Александрит. Брусење на камења се прави само во Белгија. Тоа ерменците ги прават. Тие се прочуени, добри мајстори се, а наречито специјалисти за брусење на камен. И секој камен си има своја јачина за брусење. Нема шанси златар да го бруси или некој друг. Не, тоа само со специјални алати. Земи со турпија не се гребе, лизга, нема шанси. Издржуват на топлина, можда овој топлина не издржува. Оникс е од еден од најмеките камења, рубинот исто јак. Овој е полудраг камен. Иначе чисти рубин ваков би коштал 20-30 илјади евра. Верувам дека овој бадем форма беше многу познат во 70-тите, 80-тите. Бадеми носеа. Овие обетки исто од старите, уште ги барат. Виделе од старите жени и сега уште ги барат. Класични модели. Да. Ама младите не ги сакат. Тие постарите што виделе и наследиле од баби или од мајки и така. Ги имат. И им ги поправуваме и така. Ви благодарам многу, господине Меджид, за оваа прекрасно интервју. Се надевам дека ќе научиме нешто и од вас. Ви посакувам среќа. Види, доаѓат, види овој прстен дали е златен. Викам, кај го купи на улица? Па на улица не се купува, не е златен. Најдобро е, викам, кој каде и да купи, да праша прво. Иначе во златарница нема лага, тоа се знае, веќе златарница е златарница. Тој мора да ти каже. А на улица никој не ти гарантира. Тоа е. Ви благодарам. Молам.